Врзете си ги кучињата, побара председателот на Сдруженијето на новинари Насер Селмани од владата по заканите што ги добил од функционерот на ДУИ Бети Расани. Очигледно вие не правите доволно тој човек да се смири. Затоа ви кажувам, врзете ги кучињата. Тоа се ваши кучиња. Тие луѓе се дел од вашата коалиција. Нема оправдување за ова. Тие луѓе мора да бидат врзани да не касат. Пошто кога ќе касат ќе биде касно. Стотина новинари денеска излегоа на протест пред владата за да побараат полициска заштита за Селмани и јавното обвинителство да постапи по службена должност, а владата да овозможи безбедност за новинарите. Бараме да се обезбеди полициска заштита за колегата, затоа што станува збор за закани од групација и лице кое што веќе има минат труд во однос на насилство кон новинари и насилство кон оние со кои не се согласува. Организаторите велат дека контроверзниот Асани ужива углед на недопирливост и неказнивост, а неговите последни навреди и закани упатени кон Селмани имаат за цел да ги заплашат сите новинари. Председателот на ЗНМ рече дека ако владата не ги замолчи насилниците, станува соучесник. Сакам да се обратам на македонските граѓани. Ако сега молчиме, ако јас бидам замолчен, ако моите колеги бидат замолчени, да знаете дека вие сте наред. Дека ќе дојдат утре по вас. На протестот пред владата излегоа и поранешни новинари кои сега работат во владата или во владините институции. Сепак новинарите од владата не бараат осуда и морална поддршка, туку институционална разрешница на случајот. На насобраните им се обрати и министерот за транспарентност Роберт Поповски, кој го осуди нападот, но топката ја префрли кај обвинителството. На сите вас ви е многу добро познато дека не е владата единствената институција или институциите на владата не се единствените тие кои што треба да се ја завршат својата работа. Мене ми е многу драго што од колегите слушнав дека ги адресираат своите забелешки на други институции. Тука пред се мислам на јавното обвинителство, бидејќи сега е на потек во случајот Селмани, бидејќи Министерството на внатрешни работи си ја заврши својата работа експресно. Бети Расани беше вклучен во инцидент кога нападнал полицајка која со пајак возило сакала да го подигне неговиот непрописно паркиран джип пред трговскиот центар Мавровка. Полицијата подоцна соопшти дека нападот бил само вербален и оти полицајката сама се удрила во пајак возилото. Селмани на Фејсбук искоментира дека правната држава подклекнала пред еден силеџија пошто почнал да добива закани. Новинарите сметаат дека заканите треба да се земат сериозно затоа што Асани и претходно има учествувано во напади за кои што не одговарал.